Добро вечер. Основниот буџет за 25-та година заминува на ремонт. Ребалансот помина на владата минатата недела, веќе е во собранието и ќе помине стандардната процедура на расправа во Комисијата за финансирање и буџет, ако се усвојат некои амандмани, повторно се враќа во владата и на крајот оди на пленарна седница. Првиот впечаток од ребалансираниот буџет поради одлуката на владата и министерот за финансии ги задржува главните своји сидра. И понатаму очекување дека економијата ќе расте за 3,7%, дека буџетскиот дефицит нема да се помести во таа смисла и ќе остане 4% од бруто домашниот производ и единствената корекција во нагорна линија ја има само очекувањето за инфлацијата од 2,2 на 2,8, што веројатно е некакво реферирање на првиот тренд кој што го видовме од првиот квартал, кој покажува засилен тренд на инфлацијата. Што можеме да исчитаме од бројките кои во принцип се реалоцирање од едно во друго министерство, кое што во основа ги казнува или деломно ги повлекува парите на оние кои што не реализираат, чисти некакви програми кои не се чувствуваат за приоритетни и префрла некаде околу 800 милиони денари, од кои 10 милиони евра се за 10% плюс на платите на Министерството за внатрешни работи. За другите префрлања делумно вечерва ќе зборуваме на вин-вин со Министерката за финансии, но за мене ќе биде поважно исчитувањето на некои други трендови на кои предусвојувањето на фискалната стратегија минатата недела во своето мислење предупреди и Фискалниот совет. Никогаш бројките срочени во буџетот не можат да ја покажат целосно евентуалната тензија која реално живее и таа во полн капацитет ја препознава и секојдневно живее Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. За почеток, се ни е познато за структурата на буџетот. Вие не сте со магично стапче, не може да се промени таа структура. Запишуваме во документи дека ќе имаме таква намера да направиме подобри бафери, да го намалиме тој скоро 85% фиксен износ што мора да го дадеме низ трансфери, ама некако од година во година не успеваме да ја симнуваме таа граница. И сега одеднаш со една одлука на НАТО самитот добиваме нова која не ќе можеме да ја промениме, можеби ќе имаме простор во тие 10 години за стигнување до 5% од бруто домашниот производ, издвојување за одбрана 3,5 се директно буџетски средства и 1,5% се инвестиции во инфраструктурата. Ако споредуваме по сегашниот буџет, тоа би биле некаде околу 830 милиони, да речеме, во завршната фаза. Но и низ процесот на растење во тие обврски, тоа ќе биде ново, фиксно, сериозно зафаќање. Дали е тоа новиот притисок кој не е екстерен шок, не е конфликт, не е енергетска криза, но повторно ќе зафаќа прилично од плановите и дизајнирањето на следните буџети? Така е, да, дефинитивно еден од најголемите предизвици во периодот кој што следи покрај онаа економска неизвестност и се што се случува, како економисти нели најпред тоа не загрижува, кога има економска неизвестност, тоа е најголемиот притисок. Сега дополнително на тоа и го имаме и моментот со зголемување на трошоците, да кажеме, во делот на одбраната до 5% од бруто домашниот производ до 2035 година. Морам да бидам искрена дека министерот за одбрана пред да замине и на самитот се јави на телефон, ние поразговаравме околу оваа тема, но тоа е што ние сме членка на НАТО и ние ќе мора да ги испорачаме тие обврски, така што доброто е што имаме период на прилагодување, нема да биде она што се вели од утре, туку остануваат неколку години за прилагодување, години во кои што ќе треба навистина да направиме посериозни реструктурирања во рамки на буџетот, а и на целокупната економија, доколку сакаме да испорачаме нели повисок економски раст и во исто време да ослободиме средства во буџетот кои што ќе бидат наменети за одбраната, но секако огромен предизвик е, тоа е неспорно. Јас неколку дена престојува во Црна Гора, се видов со министерот за финансии на Црна Гора и они веќе нели како земја членка на НАТО истиот проблем го имаат, истите предизвици. Генерално секаде е исто чувството дека е голема неизвестност и дека ќе прави притисок на буџетот. Тоа е неспорно, но повторно ќе кажам, ние сме
земја членка на НАТО и уште од моментот кога сме станале земја членка на НАТО сме биле свесни дека треба да превземеме одредени обврски и тоа треба да се го испорачаме. До пред некое време, пред кризата во Украина, ова ставка беше третман трошоци за одбрана, а сега кога ќе го погледнеме контекстот, геополитичкото обкружување, можеме тоа едноставно да го преименуваме во инвестиција за одбрана или инвестиција за сопствениот мир, без оглед каде се наоѓаат конфликтите, тие реално притискаат кон членките на Сојузот и таа солидарност веројатно мора да се покаже. Министер, ќе ви предлагам да направиме првата пауза за реклами, па да тргнеме со тоа што ни кажуваат бројките во буџетот и што друго околу целата таа приказна треба да исчитаме. Пауза за реклами. Министерке, грубо дури и за лаици, кои да бидеме искрени, кога доаѓа новиот буџет, главните ставки што треба да ги видате, ке имали за плати, ке имали за пензии, ке имали покачувања и дали со политиките што ги предвидува една влада, нешто ке се помести во смисла на животниот стандард, а во таа смисла секогаш сакаме да ја видиме проекцијата за инфлацијата, за да не го изеде тоа што очекуваме дека ќе го добиеме како подобро во следната година. Корекцијата на приходната страна, како и на расходната, немаат голема сума. Ако човек погледне, може да рече теоретски дека ребалансот на буџетот, поради тоа што нема големи поместувања, главните сидра остануваат и оној кој што ги држи сомнежите дека тоа нема да заврши така, велат дека може би ова е преуранет ребаланс на буџетот и дека некои може би проекции погрешно поставени, ќе можете да ги видите на подобар начин на есен, но ние веќе во есен сме во изборна кампања и веројатно таа опција отпаѓа. Освен плати за Министерството за внатрешни работи, на приходната страна интересен е моментот дека нема нова проекција. Вие тврдите дека новата методологија покажува дека можете да бидете одлични во проекциите, во плановите и дека додавката на претходната страна сега е по основ на неданочни приходи и по прв пат влегува една сериозна сума која земате од добивката на Народната банка откако го изменивте законот и наместо тие пари 204 милиони минатата година да одат во резервите, сега по одредена формула, комплицирано да објаснуваме како, кон нив може да пристапи државниот буџет. И тоа е од прилика на приходната страна главната сума која што ги коригира очекувањата и на расходната, за тоа ќе разговараме делумно во што навлеговте и што се додавките. Како ги разбирате коментарите дека со таква одлука на група пратеници да се измени законот, на некој начин после една фаза на Ставревски, вие директно влегувате во потрага по пари каде можеме да земеме, еве го новиот модел и ова е шансата да земеме од добивката на Народната банка. Овој пат се работи за околу 45 милиони евра. Од прилика, да, 45 милиони евра. Тој закон е изменет пред неколку години, значи предходната влада го имала во сила, да кажеме, што значи дека не е промената направена или го вовел некој во минатото, но во минатото некој направил измени во насока на тоа да не им се одземи поголем дел од да кажеме дивидендата, затоа што во период кога е градена зградата на Народна банка, тогаш се издвојувани дополнителни резерви, па имаше општи дополнителни резерви и така натаму, нешто што во ниту една, ако сега ги гледаме билансите на Народна банка и ги гледаме како некој правен субјект, значи не завлегува во другиот дел каква проблематика сега они работат, туку само како правен субјект, никој не распознава такви поделби на резервите, се знае што се резерви, тие немало потреба да бидат подвојувани за изградба на зграда или за останати резерви. Кога ќе ги споите сите заедно, Народна банка има повеќе од доволно резерви во рамки на нивните биланси и тука апсолутно немаше ништо спорно. Оној втор момент кој што е поважен за мене е тоа дека сите пари на државата стојат кај Народната банка и Народната банка управува со нив. Во исто време, Народната банка е таа која што доколку има одредени средства кои што стојат по девизните сметки, исто така ги управува. Па јас се сеќавам во периодот кога ги обезбедивме 500 милиони евра за
250 за локалната и 250 за бизнисот. Така е, за бизнисот. Тие беа во Народна банка, воопшто не ги чепнавме и нормално се договаравме со претходниот гувернер, односно гувернерка, дека можат да ги управуваат во еден период, што значи дека тие со парите од државата исто така работат и остваруваат и приноси. Така што јас не би рекла дека ние сме направиле нешто спротивно на она што, да кажеме, им следи на граѓаните. Во ситуацијава ние не зборуваме за ништо повеќе од тоа што парите, дали биле на Народната банка, дали биле во државата, дали биле, не знам, во МИПСО, ЕСАМА или било каде, тоа се парите на граѓаните. Ние мора да се научиме еднаш за секогаш дека тие пари се парите на граѓаните, а ние само управуваме со нив. Минатата година бевте во позиција на половина година, беа прифатливи коментарите, беше изборна. Главните коментари кои останаа дека претходната влада ве остави со буквално потрошен буџетски дефицит, мораше чуда да се прават за да може да се заврши годината. Некои од ставките нема ниту проектирани, ниту довршени, како таа за пензискиот фонд. И сега ми беше интересно да видам годинава како, кога ова е чиста ваша година во која ги управувате, работите околу јавните финансии, се однесувате околу тие прашања. Дефицитот јануари-мај е 1,8% потрошен или околу 300 милиони евра. Тоа покажува дека ако е 4 од БДП за целата година, дека за завршно со 5 месеци вие сте коректни во смисла на распоредот на тоа како се движите и како трошите од тоа што треба да биде буџетски дефицит. Изненадување ми се чини дека ова е прва година во која вашите намери се буџетски дефицит од околу 780 милиони евра да го завршите со комплетно домашно финансирање. Ова е година во која буџетскиот дефицит нема да биде финансиран од евро обврзница. Дали нашите банки се подготвени во таа кондиција да сервисираат и дали тоа всушност е обид да ни покажете некаква добра порака дека имаме доволно добра ситуација или имаме доволно бафери во кои не мораме и во нужност и во било каква ситуација да излегуваме на меѓународни пазари? Значи, вие го гледате или ја гледате страната само на буџетскиот дефицит и можеби на министерот за финансии секој пат му е најтешко затоа што покрај она што значи обезбедување на средства за финансирање на буџетскиот дефицит, тој во исто време треба да обезбеди средства и за враќање на постоечките долгови, односно на некој начин пролонгирање или репрограмирање или како сакате наречете ги. Сега јас малку со банкарски зборови повеќе. Значи ние во месец јануари имавме сервисирање на еврообврзница од 500 милиони евра. Таа беше исто така со пари од надвор, не беше со пари од внатре. Сега, за оваа година таков беше и планот. Најголем дел од финансирање на дефицитот да биде на домашен пазар, со тоа што некаде издавањето на еврообврзницата следната година би било на почетокот на годината и на тој начин ќе можеме оваа година да ја затвориме вака како што планираме и сметаме дека во исто време и поевтино ќе ни биде ова финансирање оваа година отколку да излегувавме со еврообврзница. 3,25 земавме нели со унгарскиот кредит, нешто повеќе се каматните стапки на домашниот пазар, но како и да е не се толку високи како што ќе беа каматните стапки. Доколку излезавме на меѓународни пазари, а знаете и самите дека перцепцијата за една држава не може да се смени за еден краток временски период, сепак треба на една влада подолг период од година, година и пол, за да може веќе инвеститорите да сватат, да кажеме, намерите на оваа влада, фокусот, и за да можат да имаат поголема доверба да понудат пониски камати. И токму од таа причина тоа беше на некој начин, ајде во кратки црти, зашто ние годинава одлучивме да се финансираме на домашниот пазар, што не значи нели дека ќе следува во годините кои што следат. Следната година е таа голема евроврзница од 700 милиони. Вашите амбиции најавите дека ќе бидат на меѓународните пазари, да се појавите со малку поголема сума и некако да осигурате од следниот буџетски дефицит, дека веќе со едното појавување на меѓународните пазари сте успеале да затворите. Вашиот претходник постојано зборуваше за една идеја дека
како да се стабилизира се околу, како да пробаме да го репрограмираме целиот долг, ако тоа е за нас поволно, и да се ослободиме од динамика во која се уште плаќаме обврзници на кои им доаѓа рочноста, кои се со прилично високи камати, и од тоа ништо не се случи. Оправдување може да биде, дојдоа кризи надвор од било кое наше разбирање, но дали ве загрижуваат ситуации кои покажуваат можеби за лоша динамика која може да направи фискален ризик? Фискалниот совет се обидува да нотира дека фактот дека минатата година по основ на каматни обврски или плаќања имаме 37% повеќе од таа претходната 23-та година, мислам дека се во прашање 220 милиони. Оваа година во вашата проекција по тој основ се 340 милиони. И има ли право пратеникот Фатмир Битичи, што прилично ве разлути на собраниска говорница, но ми се чини потполно легитимно прашањето, но дали е точно во економска смисла, ако во првите 4 години сте потрошиле 40% од домашното задолжување, 45% од надворешното, тој вели дека мора да ги коригирате своите проекции како ќе се движите до крај, или ние зборуваме за динамика која токму во тој првиот квартал имала повеќе побарувања, сте платиле повеќе, а вие според ова што го гледаме сега во бројките, очигледно не се чувствувате загрозени по тој основ, дека поентата беше дека вас, госпоđо, ви фалат 100 милиони евра. Што е сега точната вистина, да не бидеме премногу комплицирани, сакам да зафатим и други сегменти, но ова не се неважни аспекти кои може да покажуваат ризик ако во динамиката и обврските за плаќања ние сме под ваков притисок. Така, во однос на оно што го спомнавте околу репрограмирањето, не сум го слушнала, најверојатно ете ми промакнало што се вели народски, да го слушнам претходниот министер за финансии, и убаво би било да можел да го репрограмира долгот, затоа што, например, ако ги погледнеме пак задолжувањето последните 4 години, со еврообврзниците одеа 500 милиони, 700 милиони, 500 милиони, 700 милиони, и сето тоа на 4 до 5 години рочност, што апсолутно е несватливо, поготово во услови на таква криза и со толкав огромен буџетски дефицит, што значи дека и во минатото многу често се сакаше да се зборува едно, а да се делува на друг начин. Исто како што, например, во континуитет се зборуваше дека сакаме да добиеме датум за преговори во Европска унија, ама ако погледнете да видите што се случува со состојбите и обврските наши кои што сме требале да ги испорачаме, ќе се заклучи дека апсолутно ништо не сме направиле во тој дел и само на зборови сме јаки, ама кога треба да се направат или покажат дела, тука никаде не нема. Сега во однос на каматните стапки, не се разлутувам јас во парламентот на пратеник кој што ќе постави прашања, да речеме, не е од економската фела. Несватливо ми е како може човек кој што вели дека е економист, поготово кога станува збор за каматни стапки, каде што имаме правила на враќање, дали било со ануитети, меѓутоа точно се знае во кој месец колку треба да се врати камата, да каже дека до сега е реализирано толкав процент. Да, меѓутоа реализирано е се што е планирано. И точно е, повлекувањата јас не сум ги направила, ги направиле министрите пред мене. Како ги правеле повлекувањата, така доаѓаат. И сега во некои периоди од годината имаме и поголеми ануитети за плаќање, па имаме периоди кога речиси нема ништо, па повторно доаѓаат периоди за плаќање. И кај каматите не можеме да гледаме да го поделиме износот околу 19 милиарди денари, да го поделиме на 12 месеци, и тоа не постои. И можеби тука пред се, нели, се трудам да останам професионалец и покрај тоа што сум во политиката и не можам да прифатам кога разговарам со економист кој што вели дека ги има истите познавања, па макар и да било за политички поени, да се кажуваат работи кои што не се вистините. Вие многу добро самите во вториот дел од прашањето го констатиравте и точно, еве, новинарствено точно знаевте дека
динамиката во отплатата на кредитите оди согласно тоа како било договорено кога се повлекувале и отплатата на главницата и на каматата. И тоа е соодветна динамика, нема да ни требаат повеќе средства. Добро, јас во принцип сум навикната дека собраниската говорница може да послужи понекогаш и за одвишок, како се вели, зборови кои ја намалуваат економска дебата, го засилуваат политичкиот впечаток. За жал, да. Тоа не е ситуација во која, како се вели, и вие сте кусок. Од исто така не очекувам министер за финансии да раскажува како 3,3 ке звонат во ушите милиарди долг во кој што не задолживте, а Државниот завод за статистика вели дека сте потрошиле само 400 милиони за ревизија. За ревизија, само 400 милиони за антикризни мерки. Ама тоа се факти. Ама тоа се податоци кои ќе земеме да ги читаме без контекстот. Ако се вратиме на лудилото во кое живеевме, на една преку друга криза, од можностите што можеме на меѓународни пазари, можеме ли да се задолжиме за 15 години? Не. Очајно плачевме за да можеме да се спасиме од таква ни е структурата на буџетот и единствено тоа можеме да го правиме да останеме во сидро. Сакам да речам, можеби без ваков политички притисок, вашата расправа би изгледала и покултивирана, и поточна, и поблиска до фактите или до намерите што сакаме да коригираме. Не можам да се сложам дека не сме имале пристап до финансиски средства во периоди кога во периодот на короната се да кажеме банките изфинансираа многу и како резултат на тоа другото почна и се раздвижи инфлацијата на светско ниво. Сега зборувам за на светско ниво, така што не можам да се согласам дека сме имале недоволен пристап до финансии, но едно е факт, а тоа е дека фискална консолидација после 2020 година и 2021 не успеа да направи само Република Македонија. Нешто што исто така, како бројки и факти стои, сега дали ќе го кажам звони или не звони, фактите се тие, но исто така, например, можам да кажам дека Црна Гора од 105% јавен долг во 2020 година, например, денес има околу 63%, значи они можеле да го консолидираат нивниот долг, или Албанија, која што исто така успеа да го консолидира и буџетот и долгот. Јас само за тоа зборувам. Фактичката состојба, никој не го спори моментот дека биле потребни пари во период на криза, но после тоа има период кога може вие да се опоравите. Ако се сеќавате во 2020 година, јас бев технички заменик министер и тогаш зборував да се позајмува. Тоа не беше спорно. Но министерке, луѓето кои што очекуваат, разбирливо бараат повеќе, ова што го добиваат, и платите во администрацијата, и минималната плата, се сериозно притисок, нема да цитирам, каде се наоѓаме на листите, што покажува Евростат, каков е нашиот животен стандард, но кога нема да ги држиме и упатуваме дека кога ќе дозволите на централната влада, на незините политики, да може да оди толку лесно кон задолжувањата, независно до која граница тие ќе стигнат, чувствувам потреба дека треба да ги подсетуваме како подоцна се делат милионите или како боли кога доаѓаат за наплата. 500 милиони во јануари, тоа е евроврзница. 340 милиони по основ на каматни плаќања во целата година. Тоа се бројките кои се последица од наследството кога ни изгледало лесно како да се затвориме, амбициозни сме во буџетите и на крајот во еден момент тоа треба да се враќа. Имам чувство дека имате разбирање за нашата потреба за полемика, за секој чекор кој што е и поскап, кој што може да биде проект, кој што може да биде сериозна инвестиција, дека сакаме да го подигнеме црвеното знаменце и да видиме дека сакаме да поразговараме за тоа што Фискалниот совет го нарекува, мора да утврдите праг за кој, за посериозни инвестиции, мора да извадите кост-бенефит анализа, која не е како за железницата, ќе чини 8,8 милиони, ние упорно до сега не успеавме да видиме во никаква физибилити студија да речеме која е оправданоста. Како ја проценуваме едната милиарда што треба да отиде на вториот колосек за патнички сообраќај? Се обидувам да пребројам како тоа ќе го вратиме, зошто не е исплатливо и дали тенденцијата на Македонија да се запише во модерноста, да го следи времето, се всушност сметки кои на крајот ќе сватиме дека ќе останат само наши долгови.
На тоа ниво претпоставам дека се разбираме дека потребата да бидеме транспарентни околу разговорот за јавните пари е потполно релевантна. Кога го споменувам Фискалниот совет, предизвика бура, да речеме делумно, тоа собирање на недоспеаните обврски, заклучно со 24 година, мислам дека имаат и за првиот квартал од 25 година, сумата е некаде околу 700 милиони евра доспеани обврски, малку помалку од 700 милиони доспеани обврски. И второ е прашањето, да речеме, за динамиката, за враќањето на ДДВ-то. Тие, познавачите велат, се главната главоболка на министерката и тие опишуваат заднински во каква тензија се јавните финансии и тоа е обврска на гимнастиката на министерката, како да ги усклади и да може да ја заврши годината во рамките на предвидените сидра. Како и понатаму ги разбирате овие приговори, делумно тој за ДДВ-то, дефинитивно значи дека вие всушност реално влијаете на ликвидноста на компаниите, па вклучително и овие 700 ненамирени обврски значат дека ентитетите платиле ДДВ и сега чекаат исплата. Значи се во минус, во чекање велат од 6 до 9 месеци. Јас можам да зборувам какви се состојбите во Министерството за финансија, тоа е мај лесно проверлива работа. Зошто? Затоа што секоја една институција пополнува налози, во конкретниот случај управата за јавни приходи, пополнува налог дека треба кон таа и таа фирма да се изврши поврат. Го внесува во систем и откако ќе го внесе во систем, се бројат деновите, односно имаме точна евиденција кога е внесено во систем. До овој момент поврат на ДДВ не се доцни воопшто. И не знам која е потребата од на некој начин манипулирање на поединци. Еве утре ќе одиме во Стопанската комора на Македонија, повторно да зборуваме, јас сум во постојана комуникација со нив и ние до сега не сме имале апсолутно никаков проблем во однос на повратот на ДДВ или дека имало Знам сериозни компании на кои дури имате налог за плаќање од управата за приходи по извршена контрола и тие чекаат повеќе од 5 месеци, а се сериозни компании. Не чекаат повеќе од 5 месеци. Нема такви компании, освен ако станува збор за компании, како што имавме, например, ситуација да не добија дозвола за работа и не работи, а бара поврат на ДДВ. Тогаш каква е оправданоста за поврат на ДДВ на компанија која што не работи и не врши никаква економска активност? Сите стопанственици знаат дека. Сакате да ми кажете за таа голема на јас југоистокот? воопшто зборувам. Јас воопшто зборувам. Вие знаете за кого ви зборувам? Значи, јас зборувам воопшто, а исто така да провериме денес дали има налог за плаќање, за поврат на ДДВ, да провериме и која била причината, дали стоел, не стоел или што било целата работа. И сега, ако е една компанија, не може да ја префрламе вината на управата за јавни приходи или на Министерството за финансии дека е за сите. Но мора уште еднаш да се согласиме за една работа. Компаниите, и така е во закон, барат поврат на ДДВ само доколку остваруваат економска активност. Само во таква ситуација имаат право на поврат на ДДВ. Тоа е напишано јасно во законот и тука нема што понатаму да се дискутира. Споменавме во однос на коридор 10, односно дали ни треба, не ни треба и така натаму. Најпрвин, ние уште на крајот на годината, малку со задоцнување одеше уредбата за јавни за управување со јавни инвестиции, тоа е согласно реформската агенда, обврска која што ние исполнивме, согласно која се утврдуваат приоритетите, се што е над 5 милиони евра инвестиција, како приоритет го утврдува владата. Значи, владата е тајве, денес имав прашање од страна исто на еден пратеник, вели Министерството за финансии го има клучот на сефот. Не е така, мислам, малку ни се измешани правилата или законските надлежности на секој од нас. Приоритетите, во што ќе инвестираме, во што нема да инвестираме, ги утврдува владата. Добре. Не ги утврдува Министерството за финансии. Не можам јас да кажам дали мене ми е приоритет, можеби јас лично имам други приоритети, но владата е колективен орган кој што одредува и на тој колективен орган што вели
Димитриевска Кочовска. Си го дава своето Знам, например, мислење. дека вели на влада, додека не видам сериозна физибилите студија, во ова, јас нема да влезам. Се согласувам комплетно и токму заради тоа не, видете, прво не е дека немало податоци. Мене тоа ми е зачудувачки кој ќе кажат, но не сум јас таа која што треба да зборува за податоци кои што ги подготвила некоја друга институција. Еве меѓу другото, јас не можам да разберам со месеци, односно месеци и пол колку таму дискутираме за пругата, но не слушнав до сега некој да праша дали навистина тоа ни е потребно. Што се случува со постоечката? Зошто немавме локомотиви и позајмуваме и плаќаме наем на Србија, за да може да испорачуваме колку толку транспорт од границата со Грција до границата со Србија. Добро, не ќе можеме многу во оваа динамика, не сакам да го потрошиме целото време. Ве разбирам, таа само пруга стои во плановите и таа е до фазата на реконструкција. Таа нема да го забрза до 110 километри амбицијата, како се вели, би била нешто пониско во претходните проекции. Ние на тоа додаваме и патен колосек и веројатно не месеци мора да бидете расположени и отворени дека за тоа мора прилично сериозно да се издебатира. Јас како лаик велам, ако е 15 години кредитот, ако е тоа некаква каматна стапка, еве провизорно 3%, тоа значи дека пруга од 2 милиарди, на крајот ќе ни чини 3 милиарди, министерот за транспорт вели по 120 милиони ќе заработуваме годишно од транспортот. Ако споредите само тоа да е точно, може секој да направи математика, колку време ни треба да ја вратиме инвестицијата. При тоа особено за патниот сообраќај, мислам дека нема никаква гаранција дека тоа ќе биде таков потенцијал кој ќе ни направи исплатливост. Моето прашање до вас е: се изненадив дека во списокот кој што го правите, кому се обраќате како финансиски институции, воопшто им се обраќате на Светска банка, на Европска инвестицијска банка, на Европска банка за обнова и развој, бидејќи ги знаете нивните правила дека никогаш и никаде не влегуваат во ваква инвестиција за проект, ако нема добар процент на домашно учество, ако тоа не е друг тип на политики во кои, како велеше Ставровски, сакаат да ви прегледаат се за да воопшто да пристапат кон било што. Зошто им се обративте на нив? Ми звучеше дека секако ќе се обраќате на комерцијални ентитети, особено начинот на кој што зборуваше премиерот, дека ќе бидеме отворени кон сите што нешто значат, ако дадат подобра понуда од финансиската институција, внимавајте, со која ние разговараме. Во мојата логика, ние веќе разговараме со JP Morgan, измислувам сега една од тие, со JP Morgan разговараме, а ова се другото е некаков мал театар во кој на крајот сме потполно свесни дека никој нема да ја даде каматата што ние веќе ја договараме со една банка. Прво, Министерството за финансии, ова најодговорно го тврдам, немало комуникација со ниту една банка. Добро, уште полошо, значи премиерот нешто ве скокнал. Во тој, јас не знам премиерот што прави, јас зборувам за мојата работа како министер за финансии. А не, таму постои друг проблем, може би Николовски. Сега. Во однос на ова што го кажавте, јас пак напротив, од ЕБРД се јавија и пројавија интерес. Еве сега, и тоа јавно го кажувам, ЕБРД се јавија, пројавија интерес за проектот. За целосно финансирање? Значи за проектот, дали ќе одат сами или ќе одат со конзорциум, јас тоа не можам да го знам сега. Да, тоа беше мојата логика. Учествувале во различни конзорциуми, но никогаш цела сума која поверувате. Гледате, например, и јас размислував дали воопшто ќе влезат, но ферски е да се обратите до сите, затоа што не ги знаете политиките во моментот какви им се. И кога почна да стигнуваат прашања, значи имаме заинтересираност. Да не зборувам дека се обративме до 22 банки, уште 2 банки дополнително побараа да им доставиме, биле заинтересирани како конзорциуми да настапат. Ние не можеме однапред да знаеме и да кажеме овие банки ќе учествуваат, може ли банки само нема блиц да ми учествуваат. кажете? Ние сме збунети, јас особено, дека дури и ова што не го нарекувам политичка чаршија, така лесно се префрли од милиони на милиарди и сега тоа толку лесно се разговара на така високи суми. Запомнивме 1,7 милиарди првична амбиција. Сега тоа се затвора на 1,9 милиарди.
милиони. По нешто што слушав од настапи на министерот, тоа значи дека и премиумот на британската агенција ќе влезе во целата сума. Дали сега можем да извлечем заклучок дека оваа разлика од 190 милиони е всушност премиумот на британската агенција која ни го дава кредитниот рейтинг? Не. Повторно ќе има недоразбирање, да ги објасниме уште еднаш работите. Значи ние зборуваме за цената на проектот колку ќе чини. Тоа е проекција на Министерството за транспорт дека за оваа железничка пруга цената е милиарда и 900. Милиарда 910 и некои 5% како беше, тоа е некое наше учество, значи 95%. 100 милиони имаме ние во. Од прилика нешто така. Сега, цената не сите банки, и тоа е исто, не сите банки можеби ќе бараат да добијат гаранција, рейтинг така, можеби некоја нема да го, и затоа ние пуштивме до 22, ви кажав, плюс дополнително 24, да видиме дали навистина тоа што ќе го добиеме, нели, кредитниот рейтинг како гаранција од Британија, ќе ни помогне нас во намалување на каматната стапка. Целта е таа, но по она што јас го знам од министерот за транспорт, тоа е дека банката секако ќе треба, банката треба да си даде понуда со британската со другите банки заедно, а не во проектот, затоа што не секоја банка можеби ќе сака гаранција од британската банка. Затоа тоа е цената на проектот. Видете, многу шпекулации имаше во изминатиот период. Се согласувам, го имам проекте. Ама сега вие сте виновни. Како Министерство за финансии? Не. Зашто вие постојано, како да не сте член на влада? Се согласувам, меѓутоа, видете, некој што на крајот ќе треба да ги оперира парите, би требало да биде човекот пред кој Александар Николовски безброј пати ќе треба да реферира пред да отиде во собата на Винстон Черчил. Премиерот би требало да внимава што зборува кога ни кажува, затоа што сите ние по некакви парчиња сами ги сложуваме и при тоа, како се верувам дека ваше најсериозниот проблем за фасилитирање. Министерот за транспорт во исто време и подпредседател на владата. Така што ако одиме вака по хиерархија, и едно ниво е погоре од мене, така? И комуницира со премиерот. Имаме ли... Јас можам да кажам дали имам простор во моите проекции и какав е просторот кој што го имам, согласно проекциите кои што ги имаме, во следните години да може да се финансира нешто вакво. Замислете, не од лаици, од економисти, дури од некакви сериозни think-tankoви, ние сме уште на нивото на прашањето дали овие тури по 400 милиони годишно, толку од прилика би било повлекувањето кое почнува од 27 година, всушност ќе бидат замена за досегашното финансирање или тие се програм плюс, а за се ова што досега ние сме плюс минус во буџетот, ќе останеме повторно со обврски дали на домашниот пазар, дали на меѓународните пазари. Ова е одлично прашање, Оливера. Ова е прашање на место на кое што исто требаше можеби и претходно да се постави. Проекциите се тие. Ние правиме фискална консолидација, буџетскиот дефицит е тој кој што е проектиран. Ние надвор од тоа не можеме да излеземе. Што значи тоа? Тоа значи дека за сметка на железницата, можеби одредени други проекти кои што биле планирани во периодот кој што следи, нема да се реализираат или ќе одат со мало одложување. Значи токму така. Износот кој што дали ќе биде 400 и 300 милиони евра, ќе видиме, еве сме, како повторувам уште еднаш утре на состанок во комората, да видиме првин градежните компании што ќе кажат во тој дел колку можат да испорачат. Еве сега сакам да ви дополнам. Ако е тоа некаков стандард по фискалната стратегија, вие се обврзувате, како се вели, на намалување на буџетските дефицити, од таа 23-та, тоа е 3% од бруто домашниот производ, ќе видиме тој како ќе расте во апсолутна бројка, како ќе го изразиме, колку милиони е, но од прилика јас би можела да ви помагам потполно лаички. 400 милиони влегуваат во таа бројка пруга од 27 година. Околу 200 милиони се обврските за Бехтел и Енка. И сега ние сметам дека ќе треба да се откажеме од многу нешта што досега се обидувавме да ги пикнеме во тој проект капитални инвестиции,
а очигледно дека ако тоа е оваа рамка, отприлика е прилично лесно да се претпостави што всушност ќе бидат пиларите на капиталните инвестиции. Одлична констатација. Околу 400 милиони, тоа е она најоптимистичкото сценарио дека би можеле во 2027 година да повлечеме, и околу 200 милиони од Бехтел Јенка. Да не заборавиме дека ние за Бехтел Јенка и до сега имаме плаќано, годинава ќе имаме плаќање, следната година ќе имаме плаќање, и со тој проект ќе бидеме некаде при крај. Можеби 2027 и 2028 година се години во кои што ќе има одредени преклопувања на овие два големи проекти. За сметка на тоа рековме, но расте и буџетот. Да погледнеме фискалната стратегија и да видиме колкави ни се проекциите за капиталните расходи или капиталните инвестиции во тие години. Можам ли само едно подпрашање кое можеби од реализацијата на капиталните расходи на страницата е заклучно со 12 јуни 23,46% и со сите дополнувања, оправдувања, лош календар, лоша зима, поточно можеби структурата на нашите капитални инвестиции всушност е насочена кон нешто што мора да се случува на терен и е поврзано со градежната оператива, и сосема е јасно дека во период во кој тоа е невозможно да се прави, реално ја покажува оваа слаба кондиција. Имајќи во предвид дека ги поправивте, претходно критикувајќи ги поправивте така наречените додавки на се и се што вклучително и за ликвидноста на некои компании, тие оде од ставката капитални расходи, се сеќавам на времето за ЕСМ, кога им дава пари да купуваат јаглен. Така. Поѓаволите, тоа е само ликвидност на компанијата за средства за работа и не е никаква капитална инвестиција, но кога се соголувате во методологијата, ова темпо на извршување, освен зимата, меѓу другото покажува дека владата е поамбициозна во наоѓањето пазар или работа на компаниите, а реално наспроти себе има економски оператори или ентитети кои ја немаат таа кондиција, или просто речено, донесете им вие и работа од 2 милиарди, подобрите веќе работат на Бехтел Јенка и вие реално и 70% да е домашно учество или домашна компонента, ги немате ентитетите кои можат да учествуваат и да изведуваат. Сега тоа не е ваш проблем, но е реална ситуација во која и да зборуваме 70% се наши, реално тие не можат да бидат изведувачи. Так, најголем предизвик. Имаме компании со 5 или 8 вработени и се нарекуваат градежна компанија. Така. Најголемиот предизвик е да се најде работна сила во градежниот сектор. Тоа е сериозен предизвик. Знаете дека пред месец дена менувавме еден закон, дадовме можности на пензионерите да продолжат да работат. Сега колку ќе може пензионери во област на градежништвото да работат, сепак тие се многу повеќе изморени физички низ годините кои што работеле, навистина тоа е голем предизвик. Дефинитивно работната сила е предизвик. И вчера, на еден настан кој што го имавме, и самиот премиер кажа дека 250 милиони евра кои што беа планирани за општините за следната година, нели рековме 4 години по 250 милиони евра, дека најверојатно нема да ги има, едно поради тоа што нема ни веќе проекти, послови проекти, но и во однос на ова што се нарекува проблеми во градежништвото. Ако можам да додадам, динамиката на извршување на веќе затворени тендерирани проекти кои требале да отпочнат да работат, во првиот квартал беше, мислам, околу 6 милиони евра. Јасно покажува не дека ги нема парите, туку дека се нема кондиција да се извршува, затоа што на пазарот е останато тоа. Добиваат на тендер компании кои реално не може да ја остварат динамиката за која превзеле обврски. Тоа веројатно ќе биде хроничниот проблем на секоја амбиција на било која влада дека сака да загризе повеќе, ама реално на располагање нема оператори кои тоа ќе можат да го одработат. И мене од позиција на министер за финансии така некако ми изгледа, меѓутоа еве изминатиот месец бе во постојана комуникација со министрите при подготовка на ребалансот на буџетот и верувајте, секој еден од нив убедува дека ќе може да го реализира тоа што му е проектирано. И сега добро е она што ќе се случува, пак ќе кажам, утре во Стопанската комора, каде што ќе можеме директно од градежните компании да слушнеме и да видиме во каква кондиција се тие и што ќе можат тие да испорачаат. Но секако, проблемот со работната сила, особено, пак ќе кажам, во делот на градежништвото, е огромен предизвик не за оваа влада, за било која да. Пауза за реклами.
Министерке, најавата на ВМРО-ДПМН дека е-фактурата значајно ќе помогне во борбата против сивата економија и дека тоа е начинот на кој ќе видиме брзи резултати и пробив и дека тоа секако ќе го видиме во некаква проекција на приходната страна од амбиции на владата да тоа да се случи во првата половина на оваа година се уште го нема, а понекогаш кога гледам како велите прв пат во историјата еден министер за финансии успеа да заштеди 36 милиони да го намали јавниот долг, во истиот момент велам ама тој министер за финансии живее во политички контекст, не е таа, туку се другите, кој не ја завршува својата обврска и да речеме јунскиот пакет кој чини 72 милиони, во кој половина од нив веќе пари од авансот кој што го земавме од Европската Унија за реформскиот план, слабо оди, тоа би требало да ги покаже некаде капацитетите на институциите, затоа што секоја завршена обврска носи пари, а некои од нив и ве стават во позиција дека треба да имате заеми. Но, е-фактурата кога е планот? Е-фактурата мислам дека до крајот на овој месец ќе заврши постапката околу договорот. Знам дека во управата за јавни приходи се во завршна фаза, мислам дека и во следниве неколку дена ќе имате информации околу тоа, а имаше пролонгирање на истата постапка заради некои проблеми кои што се појавија околу тендерот. Сега не сум директно инволвирана по информациите кои што ги добивам од директорката на управата за јавни приходи, па мораше да се поништи тендерот, поодново одеше и тоа одзема малку повеќе време. Се изненадив на пресконференцијата кога го презентиравте ребалансот на буџетот, оставивте некаква отворена приказна дека уште не сте сигурни дали ќе биде повторно линеарно зголемување на пензиите во септември или ќе оди по методологијата, колку што се сеќавам, законот го изменувавме за пензиско инвалидско и дека повторно се вративме на одлуката дека септемвриската исплата ќе биде според методологијата, односно ќе биде процентуално. Тоа не е спорно дека процентот толкав колку што ќе треба да биде за зголемувањето на пензиите вкупно ќе биде истиот, но дали ќе се распредели линеарно или процентуално точно не е уште одлучено, еве и пред. А масата е една, само вие ќе одлучите. Така е. И премиерот, значи немаме зголемување сега како минатиот пат, не знам по толку ќе им дадеме на пензионерите, што е како процент многу повеќе. Сега веќе одиме во рамки на законот, а не над законот, но дали ќе одиме со тој пул поделен по пензионерите па ќе дојде линеарно за секого исто или ќе оди процентуално, тоа мислам и пред 2 дена и премиерот го најави. Една од големите ставки на кој начин да продолжиме овие две корекции од 5000 денари линеарно значат дека се зголеми основицата на сите. За оваа година се 813 милиони евра трансфер, некаде околу 40 милиони се, како се вели, повеќе со ребалансот, но вкупната сума е 813 милиони трансфер кон пензискиот фонд. Ако продолжиме со динамиката, веќе од следната година ние треба да се позиционираме веројатно на нешто приближно до 1 милиарда и владата и понатаму тврди, а фискалниот совет приговара дека во подоброто сценарио има фискални ризици. Тој ви вели, имате базично ова, малку шетате, нешто правите реформи, меѓутоа не навлегувате во ништо подлабоко. Тоа изгледа како поевтино, но на крајот не ги дава вистинските резултати, а велат дека тоа инклузивно, сериозно сценарио ќе значи повеќе ризик, повеќе пресек и на таа листа се наоѓаат и даноците и се наоѓа приказната со пензискиот систем во смисла дека нешто системски ќе мора да се стори. Оти оваа бројка веројатно не е наш добар договор за јавните пари, дека на тој начин ќе продолжиме оваа верига колку цврсти трошоци реално имаме за исплаќање. Точно е дека дефинитивно оптоварување е големо пензискиот фонд, но исто така треба да се издржи уште неколку години после кои што ќе почне исплатата и од вториот столб, така што ќе имаме поприлично и растаретување. Кога зборуваме за состојбите во буџетот, еве никаде до сега не сум ги искоментирала овие бројки, но мора да ги прокоментираме за да знаеме од што тргнуваме и со што се бориме во периодот. Па, например, во декември 2018 година
иако состојбите беа влошени, веќе јас тргнувам од позиција на кога го стававме Елам во тоа време, сега и само во каква состојба беше. Некаде околу 18 милиарди беа обврските, вкупните обврски на државата, а состојбата кога доаѓавме на власт, да кажам, беше 42 милиарди. Значи од 18 милиарди во 2018 на 42 милиарди. Но она што беше за мене загрижувачко и сега што исто имаме проблеми кога зборувате за обврските кои што ги има државата, мора прво да разграничиме едно нешто. Вие ги кажувате апсолутните износи. Ако ги сведеме во тоа процентуално колку беше, бидејќи во меѓувреме растеше економијата, растеше брутодомашниот производ, растеше буџетот. Економијата не е дуплирана и повеќе, од 18 имаме 42 милиарди. Да, се согласувам дека тоа е тренд на кој секоја политика замижува. Она што е позагрижувачко и мене што ме загрижува најмногу, ја го врзувам веќе и со фискалните ризици, до тоа сакам и да стигнам, е фактот дека јавните предпријатија во 2018 година имале само 4,5 милиарди, 4 милиарди и 500 милиони денари долг, денес имаат 22 милиарди. Кога ја превземавме власта беше 21 милиарда и 700 и нешто. Каде е проблемот? Значи, ако ги погледнете повторно податоците, дали државата денес доложи или јас како министер за финансии со вкупниот буџет, не. Дури имаме и тренд на намалување. Проблемот е кај локалните предпријатија, проблемот е кај јавните предпријатија и акционерски друштва. Сега јас го кажав податокот, но ние на централно ниво. Локалните се бидејќи немаме многу време. Една од обврските која е директно на министерството од оваа реформската агенда која превземавте е регистарот на јавните предпријатија, а фискалниот совет ве предупредува дека вие може да имате контрола над овие бројки за кои вие ги поднесувате, вие се обидувате се снајдете во таа математика, а дека сериозен фискален ризик стои од ова што сега како кажувате, тоа е притисок оти државата, дури на последните задолжувања на ЕСМ, не се тие префрлања од ставката на капитални расходи, но кредит земен од комерцијални банки за долгови или за ликвидност, гаранцијата дава државата и тоа повторно во еден момент може да биде фискален ризик кој не стои во тефтерот на Гордана Кочовска, но може да дојде, како се вели, однадвор. Се согласувам. Фискалниот ризик во моментот и при подготвување на фискалната стратегија ние имавме поддршка од Меѓународниот монетарен фонд, посебно во овој дел, и по нивна сугестија која што ја прифатив, ние веќе правиме од оделение, значи го подигнуваме на повисоко ниво во сектор кој што ќе биде одговорен исклучиво за јавните предпријатија, токму заради ова што го зборувате. Но исто така морам да кажам дека како Министерство за финансии секогаш кога имаме проблеми во работењето на одредени институции, тие доаѓаат информациите на влада за кварталните нивни извештаи, годишни, ревизорски така натаму, ние имаме негативно мислење. Во најголем процент на случаи ние даваме негативно мислење и препораки каде треба да се внимава. Министерството за финансии не може да управува со овие предпријатија, но укажува. Тука, мислам, најодговорно можам да тврдам дека ние како министерство и покрај нашето негативно мислење укажуваме и што треба да се коригира. Само за крај, ставките, бројките ги оставив, ќе тргне собраниската расправа, до детали ќе може да видат делумно, сакав контекстите околу, кои се важни, кои ќе притискаат за нашиот проблем, зошто нема повеќе за ова, зошто нема повеќе, ова се околностите кои влијаат колку може да има. Нагорниот тренд, инфлаторен, делумно веројатно се должи на приватната потрошувачка. Вие бризгавте повеќе пари за пензионерите, помина една тура во образованието 5%, сега одите со 10% во најголемиот систем во администрацијата, тоа е Министерството за внатрешни работи. Тие на некој начин, тоа зголемување, секако дека притиска кон јавната потрошувачка и може да биде акцелераторот, ако дополнително имаме јавна потрошувачка која исто така е растрошна, дали ние всушност поправајќи други работи, всушност влегуваме сепак во ризик инфлацијата да ни изеде добар дел од погодностите кои всушност ми ги земале преку овие бројки. Вчера добив една, да кажеме,
анализа која што специјално ја направија за Министерството за финансии на мое барање, нормално преку владата, со одредени поставени прашања до приватниот сектор во однос на тоа дали ќе очекуваме раст на цените на производите и на што се должи тоа. Повеќе од 50% од фирмите имаат проблем со репроматеријалите кои што ги увезуваат. Точно е, има влијание и делот на минималната плата кај нив, но најголем дел се репроматеријалите. Значи не е инфлацијата само резултат на плати и пензии. И тоа е исто една од работите која што ќе дискутираме утре во комората, бидејќи загрижувачки е моментот во континуитет да расте увозот на репроматеријали и по тоа прашање како држава треба да превземеме нешто, да направиме колку можеме повеќе да го спречиме тој увоз или се што можеме да произведуваме дома да се обидеме да го направиме, да не сме толку увозно зависни. Барем кога станува збор за храна. Зошто зборувам храна? Затоа што најголем дел од сите нас платите ги трошиме на храна. Таа е најголемата ставка. И меѓу другото во политиките тоа се сериозни со години сериозни субвенции кон земјоделието, а на крајот како се вели што повеќе даваме субвенции, ние на крајот на другата страна сме се повеќе увозници на храна и нешто ќе треба помеѓу веројатно да се спрема министерот за земјоделие спрема закон за кој што ќе има одредени измени и јас верувам дека ќе имаме позитивни резултати во тој. Министерке, благодарам што вечерва бевте гостин на Вин-Вин. Ви посакувам добра дебата во парламентот. Претпоставам дека сите страни ќе бидат заинтересирани со доволно добри амандмани и можеби со разбирање за тоа што вие ќе го браните и објаснувате да стигнеме до подобра книга за парите. Благодарам уште еднаш на поканата. Почитувани, благодарам што не следевте вечерва. Останете на Телма телевизија. Пријатно.